Под циклонот Вера, кој вчера го зафати источниот регион, состојбата постепено се нормализира. Водата од Лакавичко се повлекува откако истекувањето од Мантово е сопрено. Зад себе поплавата остави 50 поплавени хектари со градинарски култури и куки под вода. Штетите се катастрофални. Тука може да се види, тука фолија има тука што е срушена, има куќа што е 100% уништено. Земјоделски има површини превише. И фарма има поплавено со некаде 150 грла свињи. Нешто полоша состојбата е во Карбинско. Таму, за да се спречат поголеми поплави, водата од Козјачка река е пренасочена, па настрада патот. Излива од таа страна, да не спаси многу, иначе ово ќе беше се штета, голема штета. Ниви има однесено, натлачените од водата, талок такво. Сепак со пренасочувањето до крај не се избегнаа проблемите. Во 24 сати нон-стоп сме под вода тука. Штета не сум ни погледнал, тоа е се под вода таму. Се е под вода. А имам таму некои алатки и тоа е се под вода. Нема поима, покуша да улезам, чизмите упаднаа ми вода и толку. Убиство. Не знам како да ви кажам, потешко здраје. Состојбата во Лакавичко и Карбинско денес во овој регион ги донесе премиерот и министрите на увид. Има повеќе уништени локални патишта, исто така големи површини на земјоделско земјиште и помал број на кујки, пред се кујки кои се на теченијата на реките. Веднаш беа понудени и помош и решенија. Подитно ќе се формираат комисии за утврдување на штетите и нема да ги оставиме на цедило земјоделците, туку се она што е оштетено ќе го надоместиме, од кога ќе се направи, од кога ќе се нормализира состојбата и од кога ќе се утврдат детално штетите, ќе им излеземе пресред на земјоделците. Благодарение на брзата реакција на општината и сите останати институции, поголеми проблеми во Штипско се избегнати. Да ги пофалам сите оние кои со надчовечки напори се вложува целиот минат ден и ноќеска и направија да штетите бидат намалени максимално. Воспоставивме да има електрична енергија во Лакавица и во Исковица, што е убаво. Истовремено да кажем дека вода ќе се воспостави да има и во село Лакавица, за сега немаат. Во Штип најголем проблем е водата која превентивно не се препорачува за пиење, додека од Исар не кажат поинаку. Водата е бактериолошки и хемиски исправна, меѓутоа физички не е исправна, има матност, така да за секој случај прогласивме, испитавме, нашите анализи покажаа, еве сега во инспекција пријавивме да се тоа провери, покажаа дека водата не е за пиење бидејќи има голема матност. Од синоќа до раните утрински часови екипи на АРМ и ИСР работеа на санирање на последиците. Правивме заштитен појас околу Ново село, бидејќи беше критично, таму имаше со надоаѓањето на водата да не се случи како што не се случи минатата година, успеавме да го направиме појасот и да заштитиме водата да не дојде до изливање. Исто така работивме и на заштита на речното корито на река Отиња. Иако многумина беа скептични дали коритото на Отиња ќе го издржи вчерашниот дожд, денес штипјани тврдат, Отиња помина голем тест. Добро е што луѓето направија и добро е што остана тоа што остана. Вие сте млади, не памнете, а ја памнам, кога цел ќе се поплавеше и хотелот кога ќе беше доле сега оаза, тоа ше на Стибу, кога ќе беше се под вода. Тоа беше страшно, сега не е страшно. Има некои делови многу добро направено. Сега понедено тоа, Отиње одлично дотерано се. Од превентивни причини затворен е мостот кај црквата што иницираше партиска пресконференција. Струшени пешачки мостови, подкопани темели на постојните мостови, хаварисани електрични и кабловски инсталации. Ова се резултатите од погрешните приоритети и неквалитетните проекти на ВМРО ДПМНЕ, кој ќе ја понесе одговорноста за настанатата штета. Колку пари на граѓаните од буџетот на општина Штип вчера однесе река Отиња, дали надлежните инспекцијски органи ќе излезат на лице место и ќе направат увид на постојната состојба на отвореното граделиште река Отиња. Ако не се направеше коритото, можеби сега ќе моравме да ги санираме и улиците Маршал Тито, Васил Главинов и Михајло Апостолски. Главното прашање е каде бевте вие? Наместо да изразите подршка и да помогнете во санирање на последиците од поплавите, уште еднаш го покажавте своето лице. Додека СДСМ заседаваше и се обидуваше да најде начин како од природна катастрофа да направи политички бенефит, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ уште од синоќа помага во нормализирање на состојбите.
И најважното од се, проблемот со отиња секогаш ќе биде присутен додека не се изгради брана. Таа е можеби трајно решение за да не се случуваат вакви работи, бидејќи никој не може да ја противречи на природата. Но сетете се зошто 20 години Штип не може да изгради брана. Зарем треба да ве подсетиме дека парите од само придонесот за изградба на брана ги потрошивте на позајмици, кои уште не се вратени, а референдумот за пренамена сами си го бойкотиравте. Во меѓувреме се повлекува водата и од Кочани, таму поплавена беше улицата Роза Петрова. Пожарната дојде со цистерната да извлечат водата. И комшиите сите. Захтеваме да се стават решетки на бел камен, водата што спаѓа од Дрчевик, една, и на улицата Бел камен. Да се стават две решетки за да се реши овај проблем. Како последица од силните врнежи има излевање и одрони на неколку регионални патишта во Пробиштип, во Радовиш под вода се неколку стопански објекти, а во Чешиново Облешево земјоделски површини.